Дали снегот годинава ќе ги изненади институциите? Од јавното предпријатие Македонија Пат велат дека подготвено ќе го дочекаат со 240 возила и нешто над 500 вработени. Веќе одржале низ за координативни состаноци за проценка на ризиците и чекори на делување. Преку целата зима ќе располагаме со 37 пунктови кои што ќе бидат покриени со околу 240 возила. Ќе имаме исто така преку 500 луѓе кои што директно ќе бидат вклучени за патарски работници кои што ќе бидат вклучени за помош при механизацијата која што ќе работи на тоа. Најкритичните точки се превоите. Пример Шапка, Стража, Маврово, тука веќе имаме од 4 ноември и највисоките превои. Тука веќе имаме и приправност ние од 4 ноември. На Шапка, Стража, Маврово, Крива Паланка, тие се веќе покритични, кај што имаме превои со очекување на големи наноси на снег. Низ за координативни состаноци се одржуваат и во Центарот за управување со кризи. На овие состаноци беше нагласена важноста од заедничко делување, редовна комуникација и навремено известување меѓу сите субјекти во системот за управување со кризи. Исто така разгледани беа состојбите на терен, временските прогнози, критичните патни точки, можните свлечишта и нивото на водостоите, како и активностите на Црвениот крст за поддршка на ранливите категории. Во меѓувреме, веќе половина месец на сила е обврската за поседување на зимска опрема. Само во Скопје 50 возачи веќе ги олесниле своите новчаници за 45 евра, бидејќи полицајците ги фатиле како не се извршиле оваа обврска. Една од најчестите причини за блокирање на магистралните и регионалните патишта е токму неупотребата на зимска опрема и возење со несоодветни гуми, предупредуваат од ЈПДП. Важно е да се почитува оваа обврска бидејќи се намалува ризикот од лизгање и губење контрола врз возилото, се избегнуваат сообраќајни застои и блокади на патиштата, се обезбедува поголема безбедност за сите учесници во сообраќајот, соопшти од ЈПДП. Обилните врнежи од дожд кои во последните денови го зафати источниот регион предизвикаа поплавување на простори и дворови во повеќе објекти на различни локации во општината Чешиново, Блешево. Се појавија и голем број на слечишта кои представуваат опасност за граѓаните и нивните домови. Габриела Лескова, Сител телевизија.